Почитувани, добар ден, еве сме заедно и во емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие и јас Исо Мухичи. Се е во ред, навреме почнуваме и јас ќе се обидам што поконцизно да ја изложам денешната тема, која ако ништо друго има доста заеднички работи по однос на називот Очи во очи или лице в лице и така натаму. Но еве да почнеме поред, токму кога ќе помислите дека нешто сте средиле, ќе се појави дека всушност не е се средено, има и нешто друго и тоа токму во контекст на она што сте го средувале. Имено еве не поминаа ни или нешто повеќе од 24 часа поминаа од историскиот, како што вете го најавија, договор со административците, односно влада административци, а синдикатите пак веќе најавуваат за утре историски протести. Токму со барање минималната плата да се зголеми на 600 евра и линеарен раст на платите. И всушност тие ќе го блокираат собранието или пристапот на собранието до собранието, како што велат со единствена цела, тоа е пратениците да поминат покрај работниците и да ги погледнат очи во очи. Ако оптимистички мислат дека пратениците пак нешто емотивно многу тоа би им значило, кој знае. Но добро, или лице в лице, се едно. Но она пак што може би дополнително исто така веруваат дека ќе направат, да ги спречеле да наплатат патни трошоци. Ба и тоа, звучи, кој знае, колку е тоа добра, колку може да биде успешна стратегија. Много добро, ајде вреди да се проба или барем историски постигнат договор со административците, а историски протести во обид пратениците да не наплатат барем еден ден патни трошоци, како што велат 100 евра се движеле и така натаму. А сега по ова да ги погледнат очи во очи, лице в лице. А прашање пак колку доаѓаат, генерално и малкумина доаѓаат, така да многумина може и да не го почувствуваат тоа, и онака не дошле на работа. Но во секој случај, значи, пратениците, тоест работниците, очекуваат дека пратениците ќе се соочат со нив и дека ќе мора да поминат низ блокадите и да ги барем погледнат во колкав број се истите. Според Трендафилов, резултат на ова е најмалку двогодишното игнорирање, вели 2 години го блокираат зголемувањето на минималната плата, а за 2 години секое семејство е се посиромашно и имено укажува на тоа дека пратениците се глуби на барањата за зголемување на платите, а истовремено ги добиле оние 78%, за кои што потврдуваат дека не можеле ништо да направат, да ги намалат, дури постојано се некои ветувања дека ќе ги спречеле полната мошните нивни зголемувања, но напротив се досега имаат и тоа како убави онака дебели зголемувања по 200-300 евра, зависно од дебелината на платите, висината, а сега со уште, како што велат од синдикатите, можни дополнителни покачувања од 12,6%, доколку Уставниот судија укине владината уредба, и 9,2% врз основа на проекцијата на Народна банка. Така да, затоа и велат, цитирам, најмалку 250 евра за пратениците, а ни 25 евра за работниците. Срамно е, порачувајте председателот на ССМ, Слободан Трендафилов. Од друга страна пак Бизнис конфедерацијата на Македонија на истиот став, немаат плати, зголемувањето на истите е можно само доколку државата преземе дел од товарот, па тука сега во јавната дебата се вклучи и Народната банка, иако пак таа не е дел од оној состав кој не може да се состави трипартитен економско-социјалниот совет. Иако сега пак од владата до вчера велеа да се договорат, ние ќе прифатиме, сега од владата велат решението требало да се бара преку диалог во рамки на економско-социјалниот совет. А никако да седнат во тој економско-социјален совет. До вчера порачува од владата, нека се договорат ние ќе прифатиме се. Но велам пак сега Народна банка се вклучува во сето тоа, или всушност во неофицијален застапник на владата, може така да се каже, не случајно таа е дел од владата, но за да каже
преку гувернерот Славевски, односно да предупреди дека ова што се бара сценариото со минималната плата од 600 евра и линеарното зголемување би значило дополнителен трошок, некои 1,25 милиарди евра за платната маса во јавниот и приватниот сектор, и тоа би предизвикало сериозни потенцијални ризици за инфлацијата и каматните стапки и така натаму. Така да, ете и тие сега предупредуваат, одеднаш сега може и 4-партитен диалог да се има, но за да се убедат работниците дека и ова веројатно што го имаате премногу се друго може го загрози системот, затоа што ете не се виновни тие изгледа, но виновен е системот затоа што не е димензиониран за толкави плати за толку работници и ако се оди до таму ќе се преоптовари. А слично како со се преоптоварува мрежата, не е системот енергетски дизајниран за тоа, па испади поради преоптоварување и така натаму, а повторно виновни се кои граѓаните, па се приклучиле и уклучиле и така натаму, а што ако попусто им се гарантира со оние 33,33% ангажирана моќност, кога ако вклучат не може да го добијат тоа што го побарале. Ете така со се чини, па ова е значи денешната тема околу утречниот најавен протест или блокада, кој како што ете се наведува, всушност се само почеток и би можеле понатаму да прераснат и во дополнителни некои начини на кои би се изразувало ова незадоволство. Што мислите за ова? Ете, ова е денешната тема. 6091-924-925 се телефонските броеви. Добар ден, повелете. Добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Се слушаме. Се слушаме, одлично, повелете. Ај вака аналитички да гледаме и логично. Добро, добро. Вакви протести, ја не се сеќавам во времето на Заев и овие предавници што беа Ковачевски компанија, да постојат. Затоа сум убеден дека сите овие се кошкани преку предавници од СДС, односно Филипче, платено име на тие врхушката што е на синдикатот, и тоа е целата приказна. Исто како што се умешани за дрогава марихуаната, кои што уште се јавуваат овие, уште што ги поддржуваат, ја не знам, предавници од СДС што ги бранат, таа напаѓаат власта, а знаеме сите над 40, над 70 лиценци дадоа во времето на Заев, све негови пријатели за ниви да садат овако, што не е дозволиво. Марихуана. Так. Значи има марихуаната, фактички од тие пари се финансираше и СДС и затоа си ја приватизираа партијата и они Филипче. Тоа е целата приказна. Значи кошкаат Филипче, СДС предавниците под команда на Филипче, ги кошкаат овие протести и тоа е целата приказна. Уставниот суд исто така царска што го ослободи Заев, што по наредба на Заев ги осудија по 20 години недолжни луѓе во протестите во собрание. Исто Уставниот суд го нема никаде кога треба да се мери уставноста, нели името што се смени. Како може тоа да е уставно без подпис на председател на држава? Исто така и покачување на плати, исто така и тој законот за милиони што крадева од СДС да не идат у затвор за корупција. Нели сме сите еднакви пред законот? Благодарам, поздрав до вас, добар ден кој не следен, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете, добар ден. Сега вака на Милорад кажам. Да, кажете. Дали знае Милорад од 12 грузински въвееше ВМРО со Али Ахмети. Зошто Милорад не го спомне грузински Лупцо Ѓурѓиев, па и за она Скопје 2014 и тоа да го спомне овој Милорад. Дали е се јас од ослеваш нешто зборува Милорад? Но добро, зборуваме за синдикалците и овие блокади, така да... Добро. Јасно, нема обврска да зборува за друго. Трендафилов е управ...
И управо со 1000 евра на нашите пратеници од Канадаци за едно са патили трошкови. И на една телевизија кажува со закон, па изменил тие закон и ќе му намалам патите. А ви има луѓе че работат и за 2000 и 2000 евра му се многу бе. Абе тоа се 30 да набериш гозди, не взимаш толку пат. Се се ли овој мило, па не бега Груевски и Лупцо Ѓурѓиев таки спомне до Скопје 2014 без дозволи правени тие згади по крај Вардар бе. Од милион народ, милионски град направија. Тоа Милорад да го спомне. А не само вие точно 7 години, али вие 12 по наредба на Груевски и ги изцрнија правите. Тоа да го спомне Милорад. Еве нека ми се тој Милорад што зборува. Значи мозокот не му работи на Милорад. Добро, ве молам, немате така. Дајте на вистина не да внимаваме како се изразуваме, освен тоа нема потреба провикуваме никого конкретно и особено ако не се представил, јас не знам ниту за кого се зборува. Некој сега еден се јави или за некој предходно, значи не се представил некој, или прецизирајте гледачот предходно ако мислите на него. Инаку, паралелно со барањата за платите, кои ете и преку овој протест најавен за утре, за лице в лице, очи в очи, да ги видат пратениците. Работниците, паралелно, велам, синдикатите ја отворија темата и за платите на функционерите и поднесоа иницијатива за намалување на платите на избрани и именувани лица за 80% преку промена на коефициентите и врзување на основицата со минималната плата. Добар ден, повелете. Ало. Да, поздрав до вас, се слушаме. Благодарам, господин Соп. Добро вечер, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете, да. Јас ќе бидам приморан да кажам нешто, бидејќи дозволувате за ваква тема, за блокада, за собранието, за тоа дозволувате за име, за некое име именување, за некои работи и за да се спомнуваат имења на политичари поранешни, пример Зоран Заев. И сега јас ќе морам да Добро, будово искоментирајте, во ред, не е проблем, само велам да не е навредливо. Да му кажам, види, еднаш имаше ваква работа со тој господин. Не е битно. Јас ги почитувам сите. Едно си минута, секогаш се служи со тоа. Јас само да му кажам дека за 7 години мила заплата од близу 9.000, не точно 9.000, стана 22.400 денари. Тоа е неве 130% изголемување. Во време на криза, пази сега. Значи, тие ја покачува. Платата секогаш ја покачува, и пензиите ја покачува по системот. Друго, господинот, дали знае предходно платата колку беше од 6.000 за 11 години во времето на натрешно-македонската револуционизација која беа на власт, за 11 години ја покачија платата од 6.000 на само 3.000, 50 евра. Значи тоа беше за 11 години. И сега да кажува дека работниците сега што штрајкуваат, а не требало да штрајкуваат, а тоа не е партиско, господине. Треба да ги поддржиме ние, ако сте пензионери, треба да донесеме работничката класа. Одни чекаме пензии, одни чекаме што поголеми плати, поголеми пензии, поголеми стандард во здравството, поголеми стандард во пензискиот фонд, поголеми давачки за буџетот. Така да зошто ова го прави господинов секој ден? Значи поддршка за работниците за Благодарам, ве поздравувам. Значи, Бизнис конфедерацијата тврди дека затоа и во темата е ставено, дека нема пари. Исто како што реков, се приклучи сега и Народна банка да предупредува колку во ризик би ја ставило државата по однос на фискално, инфлација и каматни стапки и така натаму. Значи, тие не тврдат не ви треба, не заслужувате и така натаму. Тоа е нивната страна на приказната, дека не можат, затоа и бараат дел од придонесите да субвенционира државата доколку би се покачила платата, односно прават и математика колку тоа би било, колку би значело ако се зголемат платите дополнително, па дека голем број предпријатија би биле и доведени на
во прашање екзистенцијата нивна и така натаму, со самото тоа и отпуштање, би дошло и до отпуштање на работниците. Но, основата за протестите, пак приказната аргументот на синдикатите, односно на работниците, е дека и тие се исто така, тие се веќе екзистенцијално надвор од секоја категорија. Значи, не на раб, туку преку раб. Затоа што, како што велат, актуелната минимална плата, која е сега околу 24.000, неполни 400 евра, е значително пониска од синдикалната, минималната потрошувачка кошничка за јануари годинава, која е над 66.000 денари. Врз основа на тоа и тие прават математиката за покачување, односно имајќи го предвид за тоа на што вела 2 години игнорантски односи и неследење на инфлацијата, освено на усогласување. И затоа вела 2 години го блокираат зголемувањето на минималната плата, а за 2 години, според оваа математика, секое семејство е посиромашно за 9.250 денари. Односно, таа кошничка минимална, 66.000 денари, го покажува јазот и она што велам, дека не се на граница, туку преку граница на екзистенција, на она елементарна минимална. Затоа и велат, растот на трошоците за живот ја прави сегашната минимална плата недоволна и за основните потреби. А бизнисот одговара, нема пари. Тие не велат и доволно вие. Или мислам, имаш и такви коментари, колку е доволно или не, но не е поентата на тоа да се задржуваме. Туку барањата се ете. Немаме, преку сите граници сме, овие исто така одговараат, немаме и доколку се зголеми, гледате и Народна банка, ќе се ризици за инфлација, за каматни стапки и така натаму. Така да, ова се двете, како би кажал, толкувања околу финансиските потреби и финансиските можности. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Се слушаме со некого, повелете. Добар ден. Добре. Да, ве слушам, повелете. Ало? Да, повелете, вие сте. Дали во програма? Да, во програма сте, повелете. Во врска со темата, да, поздрав кажете. до вас. Благодарам, повелете. Поздрав до вас. Да. Темата во врска со најавен процес за синдикатот. Да кажем, дека јас го поддржувам тој најавен процес, ако сум пензионер. Од проста причина што по изјавите на политичарите, пошто ги ставија платите и пензиите во социјална категорија, согласно закон се во економска категорија, пари, ако има, мора да има за сите. Ако нема, ке нема за сите. Како што дона одлука, владата дона одлука за линеарно покачување на пензиите, еден куп на пари, што ги кажува премиерот, да ги подели на 360.000 вработени, може и вкупните покачувања на платите, вкупните сума на пари, да подели на сите вработени во државата. Па нека земат сите по 500 денара покачување. За да биде социјална државата. Така, директор на фондот за пензијско Мемов кажа дека ние имаме социјално солидарен фонд. Чим се имаме платите и пензиите ги направиме со социјален солидарен фонд, онда треба и премиерот да земе 1000 денари покачување како и овој што има минимална плата. Ако нема за 600 евра, може ќе има за 60 евра, но ќе има за сите за 60 евра. Не може да е линарно, значи, за 300. Премиерот даде изјава дека удоволен на барањето на група пензионери. Па сега нека удоволен на барањето на група работници. Нека ги каче платите на работниците согласно расположливите средства за нивелирање. Нека ги подели сите вработени. Како се јавната администрација ќе земе 1500 денари плюс 8%, а работниците ги земат само... Так, да, благодарам, поздрав, до слушање, добар ден, повелете. Повелете, кој ни е следен? Ало, добар ден. Добар ден, повелете, да.
И добар ден и добро вечер, мора Тука да сме, кажам. некаде помеѓу, да. Сега јас колку што можам и првите две теми што ги имавте од првата смена, што не доби врска, и оваа тема, па ако можам нешто, по некој збор да кажам за сите три теми. Има една песна исто што сум ја слушал и вика вака: ајде роде мој, почни сам да се сакаш. Аха. Значи, кога се слушаме ние меѓу себе вака, повремено што добиваме, ако не повеќе, 5-6 пати ќе добијам годишно, некој секој ден добиваат и прва смена и втора смена добиваат врски. Не можам да кажам. И многу ме боли кога ќе кажат некој: ова е крив, она е прав, првата влада, втората влада. Без разлика, дали првата влада, дали другата влада, треба да мисли за работниците. Работниците, без разлика дали се во државен сектор, дали се во приватен, треба да бидат добро платени, и со моje мислење е тоа. А бидејќи оваа влада доста кредити е одавде земји, од Унгарија, од Англија, од не знам каде, треба да ги помогни работодавачите да им ги покачат платите на работниците. Што ќе правиме? Ќе избегаа странство, кој со бугарски пасоши, колку македонци ќе останиме тука со колкава плата. Значи, треба да бидат работниците задоволни, да им се помогни на работодавачите и тие така ќе им ги покачат платите на работниците. Зошто после работна снага да внесуваме од странство? Мислам, жал на Македонија. Тоа го мислам, и првите теми што беа, не можам сега да тврдам ова што се случи со Србија, како било, шо било, отишла дрога, кој си е одговорен? Ако сака брат, нека ми е син, нека го почитува законот. Ако не го почитува законот, готово, нека си биде казнет. Зошто мене никој не ми тропнал на врата да рече ајде излегувај, ќе те тужиме или ќе те притвориме? Па сега ако... Така ете, истече времето, но ви благодарам, како што кажавте, ете, почни роде да се сакаш. Па колку се мисли на работниците? Ако некој или нешто ви значи поради нешто, не мора да ви значи поради него, но поради тоа што тој во рамки на неговото работење дава некој придонес, па ви значи, тогаш тоа треба и да се покаже, односно да се покажува и да се негува. Се едно, релација, комуникација тука, дали сте вие заинтересиран, дали е новинарот заинтересиран, се едно, дебатна емисија, не мора во овој формат, значи. Ако вие имате ситуација каде што перманентно новинарот е незаинтересиран, секако дека со време едноставно и интересот за него нема да биде кој знае каков, затоа што практично потврла, него дава својот придонес. Или покажува дека му значи и ја негува таа релација, пријателство, се едно. Значи, ево таа смисла и хајде да кажеме така малку по-директно работничката класа, како еден клучен фактор, двигател токму на економијата на општеството, еден од столбовите. И сега колку се мисли на неја, колку се негува. А особено во рамки на тоа демократска држава, отворена, слободна и слично. Тоа е друго да е, не знам, робовладетелска и така натаму. А што сакате? Па да каже, дај врзете ги тамо и камшикот удри, уште ќе се буни. Но ако зборуваме, да, па демократска, па слободна, па право на ова, па право на она, секому според и така натаму, ние сега ги обединивме најдобрите вредности, социјализмот според заслуги и капитализмот исто да биде награден, за секого има да работи и така натаму, а особено велам ако е важен фактор. Колку се мисли тогаш на него, при тоа мислејќи се и на себе, мислејќи и на себе. Затоа што ако го загубите, значи тоа ви е човек кој куќата ви ја држи на некој начин. Вие како домаќин имате луѓе кои се грижат за имотот. И сега, ако сте неодговорни кон нив, ќе ви заминат или она што кажавте, ќе најдат некои други подобри варијанти, или уште пак ќе се свртат против вас, за да дојде некој друг стопан, што би ги погледнал. А во меѓувреме пак имотот пропаѓа. Затоа велам, тоа е навистина една сложена релација во која треба да има функционирање. Се е тоа еден механизам. Со конечниот резултат економијата. Како еден часовник со тоа што не покажува време, туку покажува степен на економија. А сите запчаници внатре
треба да функционираат. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па мора исто со тебе да се слушам. Како си? Добро, одлично, еве, баш е убаво да продискутираме, повелете. Така, да те прашам нешто. Кажете, да. У Скопје овдека, мислам дека Кирил Методија имаше библиотека, нели? Така е, да. Има ли уште некоја? А има како не, има и браќа Миладиновци, другарче, има, да. Па добро, на првите двајца те молам препорачи друга библиотека и ова друга книга да си учат, да си читат. Има библиотеки да колку, да. Така, они може сигурно биле досегу браќа Миладиновци, сега не знам таму кај ги спомнат другите. Ова више стварно нека си одат малце таму, нека променат и не мора више да јадат сендвичи, може сега донери и сокчиња. Вага, нели ти рекол висо пред недела дена кога се слушавте, кога ти кажав. Значи, ова што биде покачување, ова е само за партиска војска. Значи, за администрација, за тие што седат дома и тие што лезат и кој знае што прават по канцеларии. Каде е работникот? Ова не е за работникот да се погати плата и да се погати минималец. Него само за администрација, нели е така? Така, да, за администрација. Така. Сега им препорачувам на сите работници, текстилци, кондураджи и мондураджи, кога ќе дојдат избори, не по еден, по два сока и по два сендвича и да трчате у колона, ова ви првите двајца нека ви ја кројат судбината тие да не кажам гонојаци таму, толку. Добро, благодарам, поздрав. Ете, каде, како ќе трчаат и кои ќе видиме, а за сега, според најавите на председателот на ССМ Трендафилов, блокадата за утре пред собранието, најавената блокада е само почеток, вели доколку не се отворат сериозни преговори, следни наред би биле протестни активности насочени кон работодавачите и владата директно. Ете, повелете, добар ден, кој ни е следен. Добар ден и убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. Па многу убаво кажа присутниот гледач, значи тие што работат, да ние взимаме плати, пензии, значи ние тие нигдека не се ценети и на нив ништо не ми е трудот оценет и дадено колку што им треба. Значи ние цел живот ќе бидеме од стопанствениците оценувани. Значи нека ги вратат парите, нитко што им ги даде за што го зема кредитот. Кој ќе им ги плаќа тие пари? Нели немаат пари да бадат од државата? Па чекај, ти си приватен. Значи, нека видат колкав има, прво секој стопанственик има, колку годишно добива и да видиме тогаш, нека се направи една ревизија и да видиме тогаш дали не може да се покачи платата на работникот. Значи не може он да заработува колку сака и да купува, не знам, на калкидике и апартмани и да се луксузира, да не наведем други работи, а да не може на работникот да плати. Значи, извини, се знае колку он може колку према заработувачката негова, колку може да плати за вработените, што ќе биде за него. Значи, он не може. Јас сум дете на приватен од Југославија и сопруга на приватен. Многу убаво знам. Никој по државата не помогнала, само дарала данок на данок. Значи, вака да не може. Ние им плаќаме на стопанствениците. Каков кредит? А ова што се однесува за администрација, па само администрација ли е во државата? И доста уценување со овие стопанственици, само со уцени. Ако не му чини нека затвори, ќе дојде друг ќе отвори. Еве сега од Холандија ќе влезе тука некој маркет. Тоа ја знам. Значи, има луѓе што овако. Така да ова уценувањето е едно понижување на работникот, што тој ако не му е работникот, он нема да има толкав имот и нема да живее така луксузно. Значи, он треба да го цени прво работникот. Благодараме, поздравувам. Инаку тој јаз помеѓу платите, оние официјални плата на работникот, на граѓаните, минимална просечна плата и функционерските плати е уште повидлив ако се стави на годишно ниво. Генерално на Запад, а ние постојано го следиме Запад, искуствата нивни, тие пак генерално се раководат на годишна плата. Колку тие плата, ако дискутираат или нудат, се договараат за работа, вели платата тие се кажува сумата на годишно ниво. Не на месечно во принцип. И сега велам, ако ви се направила таа паралела, јазот е уште поголем. Значи, некоја, ајде, се едно, 3000 евра
функционерска плата на годишно ниво, тоа се 36.000 евра. Ајде, нека се помалку, 30, 25.000, се едно. Без патни трошоци, без олеснувања, какви се тие имаат, а пак овие другите плати, значи минималната плата, неполни 400 евра, тоа се колку? 4.800 годишно. Или се едно, 6.000, да речеме, 6.500, просечната колку би било. Така да, огромен е јазот тука, велам, 25-30.000 евра на годишно ниво може би е разликата. Ако се гледа така работите, има огромна разлика и секако постојат тука моменти, може да се плати, не може, оптоварување, фискално инфлација ќе порасте и така натаму, но прашањето е тука токму принципиелно, ајде тогаш да се најдеме некаде помеѓу, зошто некој да има толку, а друг да нема. А е столбот на економијата. Значи, не може да се качи на работниците, но добро, може да се качи помалку, а може нешто и да се намали на овие, па наместо, не знам, 30.000 годишно, имаат 15.000, а работниците да имаат 7-8.000 барем и така натаму, па ајде и тоа некако, барем помала да е разликата. Ова е навистина како до месечината. А при тоа сме во некоја ситуација во која се нема, се одвојува од уста малтене. Повелете, добар ден. Да, добар ден. Да, поздрав до вас, се слушаме, повелете. Се слушаме. Да, повелете, кажете. Сега да разграничиме, не ми е јасно мене. Да. Службениците ќе протестираат или овие приватниот бизнис? Приватниот, да. Не административците, да, не оној јавен сектор. Значи само приватниот бизнис. Така. Тие против кои овие се договорија, да. Така, добро. Тука нека се разбираат како мислат, што мислат. Ако не им чини, нека напушат, нека отварат тие приватен бизнис да видат како се заработува. Па да видат, има слободни ниви, има слободни објекти, све има слободно. Чим се моćни да заработуваат и да штрајкуваат, нека се впуштат самите во бизнисот, ќе видат како се заработува. Од претходната тема сакаме на реченица да кажам, марихуанава да се легализира за производство, секој да може да произведува и да се извезува, да ќе ја наполни држава со пари, што направи Уга-Бука. Се извезла марихуаната, ама парите во буџетот да влагаат, што е работено. Тоа да го легализираат одма. Нека се продава надвор, нека се отвора границите, а не да се злоупотребува тука во државата наша. Отиво тоа више тргнал возот и сега тешко се сопира. Барем контрола да си платат даноци. Се што извезе, се да се плати данок. Овај што беше председателот на собрание, кодеше во Косово со 3-4 возила. Што имаше во возилата внатре? Може да имаше марихуана? Кој го провери? Ете, се чудат како поминале. Ете така поминале. Како што помина председателот на собрание, така си врват и камионите. Не чини државава во сите пори, се мајнка, се пропаѓа, се крај. Така е, истече времето ја поздравувам. Инаку да, собранискиот спикер Гаши по однос на утрешните протести изјави дека, цитирам, ние ќе си работиме, тие ќе си протестираат. Ба како и обично, значи работниците никогаш не ни работеле, па сега бар ќе протестираат, за разлика од пратениците, тие си работат постојано, па и утре. Повелете, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува, повелете. Добар ден, дали имаме некого, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, вие сте, ве слушам. Поздрав, почитуваницо. Благодарам, Поздрав за телевизија 24. Повелете, благодарам. Еве, УПОС, односно Управа, Полиција, Образование и Здравство договорија за наредни 4 години зголемување на 40% на платите. Иначе, општо земено, јас сум против ова со администрацијата да му се зголемуваат платите. Напротив, кога јас би бил кога би бил во ситуација јас да се прашувам, јас драстично би ја намалил администрацијата, иначе јас сум во приватен сектор.
Сега, дали има пари за ова, дали има пари за ова. Па, земјоделците требаат пари. Во образование требаат, во медицина требаат, во инфраструктура требаат, во инвестиции требаат. За враќање на кредити требаат пари, не? Но една интересна работа, не знам дали имате забележано, кај приватизираните фирми во златната ера на СДС, тој што ја држи банката, што беше премиер 2004 година, а зема плата 10 пати поголема од премиерот, кај него нема да видите штрајк. Кај тој со винарата, кај тој со пиварата, кај тој со петролот, што има и телевизија, нема да видите штрајкови на овие синдикалците. Нема овие синдикалци додат во тие приватни фирми пред врата да му речете, јаве, многу пари имате, дајте малце за нас. Не, таму нема да видите. Или кај градоначалниците, земале 3000 евра, ама кај општина Центар, кај градоначалникот, овие синдикалците нема да штрајкуваат. Ке штрајкуваат кај оние другите, што не им се политичка волја, не? Саја кога земаја 4000 евра по обвинител, овие синдикалци не штрајкува и бонуси нормално. Талат Џафери кога беше премиер, овие синдикалци не штрајкува. Но еве им добро мото за штрајкови. Нема правда, нема мир. Откако е зедоа дрогата, нема дрога, нема мир. Благодарам ве, поздравувам. Ете, но добро, ајде, имаме и време пред нас во следните средби. Такове принципот, вие го кажувате, вашето, мислам, немаме директно можност за меѓусебно да продискутираме, но ете, во некој од следните прилики, вашето мислење, велите по однос на зголемувањето на платите, договорот постигнат за во администрацијата, ека вие би го намалиле бројот на административците, со други зборови, она оптимизација. И сега во тој контекст и премиерот најави дека со потпишувањето на овој договор за следните 4 години тој очекува и ќе следи да се даде и ефикасност. Односно ќе бара и отчетност. Така да, мислам, темата е широка, па што може да очекуваме и од тоа. Ова е утре што е некој почеток на да се надеваме нешто што ќе резултира со договор, а секако не е неважно да се дискутира и за тоа што може да очекуваме од потпишаниот договор со административците. Повелете, добар ден. Исо, добар ден. Да, поздрав до вас, повелете. Брзо ќе зборувам, сум бил заменик председател на синдикатот во државна фирма. Ајде ќе ја спомнам рекбитова. Знаете кај не беше барањето за повисоки плати? Бидејќи тоа е фирма на државата, со Бранко Црвенковски во кабинетот разговараме. Како поминавме не е важно. Така? Добро, јасно. Сакам да кажам. Ти можеш против владата да правиш, не бранам никого, не бранам партиски, молим те, знаеш. Да. Ти, бидејќи сум бил во синдикат, види се вака, ти можеш да правиш страйк. Се што е од државата фирма, еве кој администрацијава, да речеме, таа е државна, можеш да правиш работи. Не ве, брате, ако си способен како синдикалец, како председател на синдикатот, извај ги сите работници на улица, нека останат сами газдите, еве да речам, на фирмите, па да видам што ќе прават. А знаете зашто тоа се бега? Тоа се бега од ти излезат, се случи тоа. Од 1000 вработени ќе ти излезат 200. Што правиме после другите? Не така. Не така. Може не сум во право. Меѓутоа, верувајте, така е. Не можеш ти инаку да правиш. Што ти е крива владата дека јас сум газда, не давам плата. Владата може да припомогне. Било која СДС, ВМРО не ме интересира дуи. Не ме интересира тука. Ме интересира ова. Знајте вие што значи во Шведска се случи таму, зет ми и сестра ми во фирмата. Ако не излезеш, немаш повеќе заштита од синдикатот, ти вели. Утре нема да те поддржи ако ти влезеш во фирмата да работиш. Или си те, или некој. И крај на муабето. Сега ќе штрајкуваме против владата. Ма нема, ИСО е крив. Пример. Да. Благодарам ве, поздравувам. Добро, јас лично мислам дека владата нема обврска финансиски да го помага приватниот сектор и во вакво уредување и во вакви околности, велам пред се уредување, зависи се некои други можеби околности или систем, ба и тогаш да.
Приватен е приватен. Но значи нема обврска. Тоа не значи дека не сме. Затоа велам и околностите зависат. Може, сака, смета, иако е повторно велам дискутабилно. Она што зборуваме, да, па ајде некој кажа, па биди, нека бидат работниците работодавачи. Добро, ако не можат па и работодавачите, зошто не бидат работници? Може секако да се гледа, ако не може и не му оди, не знае да ја оптимизира фирмата или не знам да функционира со неа, или условите се такви. Нека оди како работник или на некој друго место нека отвори и се едно на што рековте, или работникот нека биде работодавач ако не му одговара. Сето тоа стои во, велам, вакви околности, ваков систем на слободен избор, што би се кажало. И владата на приватниот сектор дефинитивно сметам нема обврска, тоа е јасно. Финансиски, зошто би? А тој е приватник, па ако не знае во загуба е, тоа не е проблем на државата. Но има обврска, затоа и дел од тој трипартитен диалог, социјален диалог во рамки на економско-социјалниот совет, да ги определи коефициентите, условите и така натаму, сите оние даноци од придонеси од плата и така натаму, минимална плата и слично. Да ги постави скалилата. Таа ги диктира правилата, со други зборови. Таа е судијата. А играчите на терен играат, да, работодавците и работниците. И во тој контекст во ред, но она што велам, не може владата да каже што ќе се договорите, па владата е судија и таа треба да е на терен. Затоа велам, социјалниот диалог се трите, но не да им дава пари на приватниците. Но да им ги определи правилата, а играјте вие. Седнат сите тројца правила, еве, па пари, како ја ви давам пари јас? Токму тоа како што вели договорете, така и ова, и вие преиспитајте се работодавците, кој може, кој не може, кој може, нека направи диверсификација, оптимизација, кој нека смали број на вработени, нека се едно. Тоа е таков систем, такви околности, нека го направи предпријатието успешен фактор во економијата на државата, а не загубар кој ќе ја оптоварува државата само. Значи, да, ако се зголемеле платите, па може до отпуштања да дојде, па може до делумни, а ако пропадне предпријатието, а такви случаи колку сакате имаме, стечајци, па цела фирма. Значи, во таа смисла треба да се прават такви чекори. Не е нешто по секоја цена да се држи на апарати, па повторно да дојде до стечај целата да пропадне. Повелете, добар ден. Добар ден. Поштовање, исто така, повелете, да, се слушаме, вие сте. Слушајте, ти си постар, дали го памтиш циркусот Медрано? Како не, да. И Медрано имаше и оние... Така, сега после 35 години... Адрија, имаше уште постар, Адрија, да. 8, да, Адрија, па се врати во Македонија, а главни актери се владата, начело со Мицковски и овие синдикалците начело со Ралповски. Од кој одел е тој таму? Убаво ми се сложам со тоа што го изложи на крај ти и најубаво кажа, значи да сака владата ќе му нареди на тие приватнаците правило на игра, значи мора ти да му покачиш и минимали толку и толку. Нема, вие договорете се, што вика Србите преди брига на другога, нели? Зато само циркус во ова Македонија има. Да сака може, џабе му се овие сега што ќе штрајкуваат, само ќе го парализираат градот, луѓе што си имаат обавези по лекари, по вана, ќе треба да вртат да чекат со сати. Нема став ниједна влада до сега која ќе му наложи и на приватнаци, на све, толку и толку ќе качиш платата и немаме профит, немаме ова, немаме она, ако немаш клучот ќе одриш. Зато ти реков, Медрано, циркусот игра и уште многу години ќе игра во Македонија, све додека се овие синдикати и вакве тие растркани на 10 синдикати, синдикат за ова, синдикат за ова, и овие владиве што се на сите три партии, и на ВМРО, и СДС на ДУИ. Нека му е напомош на македонскиот народ, само Господ здраве да му дава, иначе ништо не бидо од овие три партии. Го изедува македонскиот народ. Уште наредни 30-40 години
Ја кузнем дали ќе бидам жив, нема да се опре Македонија. Биди ми поздравени со све најдобро. Благодарам, поздрави до вас и да сте живи и здрави. Добар ден, повелете кој не се. Ало, добар ден. Повелете, се слушаме, да, добар ден. Ја мислев, овој пријател Емил од Битола ќе ни каже што е тоа Кенев за 125.000 евра, он ми каже против работниците. Добро, ајде се. Посутре ќе му смета зашто ја имам висока пензија. Исо, ја не се слагам со тоа што го кажа ти. Не, добро се согласувам. Ја мислам дека овдека проблемот го прави државата. Работниците и работодавците се договорени. Добро. Меѓутоа, државата не сака да се откаже од еден мал захват. И сега се поставува прашањето. Како тоа државата сега најде 10 милиона евра за да ги покачи платите екстра мимо законското усогласување на платите, што ќе биде, плюс нели се имаат у март месец службениците законско согласување од 1000 таму колку ќе биде, и плюс имаат 8% покачување на платата, а неќе да се откажат некој минимален 1500 денара или 2000 денара допринос што треба да го платат стопанствениците, и тоа одреден временски период, за да они ја прифатат покачувањето на платата од 6000 денара. Тука владата ги кочи работите. Сакам да ги прашам претходниците што сега викаат дека државата не мора. Како разговара кога беше короната, што државата мора да направи за да ги задржи работните места, луѓето да не ги отпуштаат кога се заканува работодавачите? Тогаш се сеќаваат како навивава и кај притискава. А сега не, државата не морала. Па видите, само ќе ве потсетам една работа. Во Германија Меркел ја зголеми саатнината, не ја зголеми работодавците. Меркел, значи државата ја зголеми саатнината, затоа што тоа е една работа. Втората работа, дали они знаат дека нашите текстилни производи не се продаваат на запад затоа што се имаат етикета за експлоатација на трудот на работниците. И сега пазете, експлоатацијата може да се врши во државата, ама реално да се плати трудот не може. И после знаете зашто чуделе младите, а што ќе задржи. Така, благодарам, поздрав. Но добро тоа, експлоатација на трудот, па еден куп тие познати фирми, да не ги именувам, за гардероба и обувки, им работат таму дечиња под 18 години во тие земји сиромашни исто, така да не ги именувам, па и тоа за кои плати смешни неколку десетици долари или што ли, а производот им чини стотици евра со етикета. Мислам, не знам, но таа етикета за нашите тие текстилни работници од каде е, но добро, јас велам, заедно дискутирајќи, откриваме работи, укажуваме што е слабост, па и тој што може да ги смени, прво да ги осозна и да ги смени. Повелете, добар ден. Како и тоа дека се договориле. Да, повелете, добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Да, се прекина врската. Добар ден, повелете. Дали имаме некого? Ти добри. Да, одлично, повелете. Добар ден, дали добар ден, вие сте, повелете. Да ви кажам, погрешка вртев на друго, добивке. Па што на друго место вртевте, погрешка добивте тука. Ете, гледате како некој има среќа. Да кажам тогаш нешто овакво. Значи, еве нашиот труд, како што рече господинот, нели? Како беше, роде да се сакаш, да по... Да, меѓутоа, добро, а каков е трудот во Бангладеш што ги примаат од таму текстилните, текстилот што го примаат од Бангладеш? Значи, каков е тој труд? Еве нашиот е, како што го декларира, да ми се повторувам, имаш Бангладеш, имаш Пакистан. Значи, какви се тие трудови? Подобри од нашите? Значи, не можеме ништо да, овако да кажеме, за некого. Значи, треба сега да гледаме како кај нас. Меркел ги подигна. Па еве, ајде кај нас им даде овај Мицкоски, нели, кажи го, овај кредит. Така ба кредит, сите се буневме. Кој ќе го плаќа тој кредит? Мене пензионер што ми дава тој стопанственик? Јас сум давала 42 години на државата, а да избројам 5 работи што сум, дали сум искористила нешто од државата. Кој мене тоа ќе ми го даде? Не може, стопанственикот не плаќа ДДВ, има поврат. Има таму што му се признаваат трошкови, да не ги наведувам, знам, книговодствени, кој што и све, и него, поред сите тие што ги има бенефиции, пак не му достасуват.
Па чекај бре, дали има некој овдека да направи една пресметка? Јас само да зборам. Земи све топтан, направи пресметка и подели. Дали како стопанственик, дали како држава, мислам дека е нешто тоа најрелативно. Не може овдека да ги дели за еден мајка за друг макија, а не се согласувам си на функционерите толкави плати. И мора да ги намалат фирмите плати, затоа што платата се врти, буџетарски пак влегува. Така, истече времето, ви благодарам. Да, навистина, каков е тој труд од тие земји, Бангладеш или што ли се едно и слично. Слушнав еден разговор помеѓу двајца имотни тајкуни, да не кажам онака, како едниот му кажува на другиот каков тепих зел купил од тие земји, вели ексклузивен е, посебен е, затоа што дечиња по 12 години ги врзуваат тие јазли, само со мали тенки прсти може 12.000 јазли, инаку повозрасните не би можеле да протнат тоа. И затоа е неверојатно добар. Така да, ете, значи, испаѓа дека и уште подобри се тие производи и навистина се ценети. А колку се платени, тоа ете друга работа. И секако имали тука и експлоатација и слично. Тоа се пак други теми за оние и детски права и слично. Но благодарам што и на оваа тема и погледнавме и очи в очи, и лице в лице, ќе видиме утре како тоа ќе го направат меѓу себе работниците и пратениците, барем оние кои ќе одлучат да отидат на работа утре. Ние сме секако утре повторно заедно. Имајте пријатно попладне. Довидување.